Бурек. Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на наша ТВ. За жал не можеме да ви ги прикажеме утрешните наслови од вестниците, барем не пред 12 часот, ако и издржиме вечерва толку. Затоа ќе замолам режијата веднаш да одиме со телефоните за вашите јавувања, бидејќи, нели, како што ви реков, ги немам да ги скоментирам утрешните наслови, па да ве насочам во некои правци кои би можеле разговорот да го водиме. Она што во меѓувреме го најдов актуелно како на интернета би можело да важи, нели, што се вика за вечерва и за утрешниот ден, се само неколку тенки работи. Имено, единствено добро што можеме да го повториме е тоа што Окчал изјавува дека Турција останува верен поддржувач на Македонија за НАТО, ЕУ и името. Ова го изјави турскиот амбасадор во заминување Арслан Хакан Окчал на денешната седница на Собраниската комисија за надворешни работи. Според Окчал, земјите не се ценат според големина, туку според меѓународната улига, а Турција верува во улогата на Македонија на Балканот и во Европа. Турскиот амбасадор во своето проштално обраќање презентира и детали од инцидентот со хуманитарниот конвој за Газа, што се случи во понеделникот во водите на Средоземното море. Според информациите со кои што располага, сите уапсени од околу 600 лица кои се наоѓаа на бродовите од конвојот се ослободени и го напуштиле Израел, освен повредените чија здравствена состојба не го дозволува транспортот. Тој укажи на сите дипломатски мерки што ги презеде Турција, како и на декларациите од Обединетите нации и други меѓународни тела со осуда за инцидентот и со покренување непристрасна истрага за утврдување на виновниците. Според него, турската влада и парламентот се тие кои ќе одлучуваат за евентуална промена на надворешната политика на Турција кон Израел. Окчал при тоа подлече дека антисемитизмот не е дел од турската култура, туку напротив потсети дека Турција била првата муслиманска држава која го призна Израел. Она што друго го најдовме како последна вест на интернетот, кој наскоро и тој веќе пред паѓање не функционира. Денеска се малце така работиве. За жал не ги имам во контрола, не се моје владење, да знаев и поинаку ќе направив, но ете, емисија во живо која оди секој ден. Не можем ни тоа да ви го презентирам, за жал. Не можам да одам ни со интернет. Телефоните замолив да бидат пуштени во програма за да можеме да ги вклучиме гледачите. Бидејќи ги немам содржините, нели можеме да идеме веднаш со вас, почитувани гледачи, но ги немаме ни телефоните. Тогаш да одиме и со првиот блок на реклами. Не знам што да... Океј, одиме со првиот блок реклами. Нема проблем, гремлините гризаат и апаат, но ние продолжуваме со емисијата вака или онака. Од режија ми реков дека ќе има начин како да ви ги пуштат телефоните да можете да ги видите, еве ви ги веќе, за јавување во програмата. Па така да искористете го ова можност на, нели, како да речем, принудна цензура или скратување на монологот на Јанко на радосна многумина, затоа што не можам да ги скоментирам утрешните вести. Можете веднаш да се вклучите во програма, добро си знаете вие дека кој прв, најдолго и најубаво и најкефлиски си го истеруе муаветот, бидејќи има и најмногу простор. Во ред, ќе одиме тогаш да видиме, ако и таму гремлините не изгризале, одиме малце Турција, ние многу актуелна последно време, па да ја видиме и оваа актуелност со нив релативно. Bizim onlarında
Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekarları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verdi, France, souhaited Bernard, Frederick Chopin, Hishant, Wanger, Jomeves, Varmemis, Player, Inter, Jing, Tijenhanpong, Kolsal, Antonin Aurach, Kostel, Westherher, Jean Spatin Bosch, Johan, Masten, Soğan. Böyle köylü gibi türkü nerede söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Batılı olacağız. Çağdaş olacağız. Modern olacağız. Mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin? Mutlu ol bakın. Mutlu ol kardeş. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana arkadaş. Mutlu ol. Mutlu ol. Batılı söyle. Mozart. Gaf çalınacak. Ama Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Bence bu batı değil. Mozart'ın 40. senfonisi. Sazla batı olur mu lan? Ludwig von Beethoven çalacaksın. Olur. Sve može na turski, brat! Sve! Bedenleri de kalenin bedenleri, koy verin gidenleri de koy verin gidenleri. Hop hop şinanay şinanay yavrum şinanay yavrum şinanay bay. Lay 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 lay. Hop! Eğer kapsa benim niye bu hoşuma gidiyor? Bu kalp mı lan? Beethoven'ın 9. senfonisi bu. Kalenin bedenleri de kalenin bedenleri, koy verin gidenleri. Beethoven böyle güzel mi lan? Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şinanay lay. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şinanay lay. Amma şina şinanay şinanay lay. Şinanay yavrum şinanay lay. Amma şina şinanay şinanay lay. Şinanay yavrum şinanay lay. Sve može na turski da se odsviri, da znaš. Ok, imаме 20 гледачи кои се веќе на линија. Иво, повели. Добро вечер. Ало, Господјо, добро вечер и повелете. добро вечер, Јанко. Поздрав до вас и до емисијава. Јас сум редовен гледач. Меѓутоа, сакам нешто, пошто гледам нема некоја посебна тема, па да ја отвориме тема, ако може и некој, ако може да ми даде одговор за овие сметкиве што ги добивме од Евана. Какви сметки? Не ми е јасно. Добив нешто, покушавав сама да разјаснам. Аха. На првиот лист што го добив пишува објаснување на новата фактура за електрична енергија како треба да изгледа. Кога ја видов прво, ќе паднев у несвест, пошто горе објаснувањето не го видов.
Меѓутоа, после кога видов вториот лист, ми доаѓа да платам само, вика, комунална такса за јавно осветлување 112 денари и плюс камата за задоцнето плаќање на фактурата од 21 денар. Сега, не се работи за тие 21 денар, меѓутоа јас не сум закаснила со плаќање, пошто фактурава ја добив вчера, а пишува горе, вика, отчитувачка група, па фактура за период од 1.5. до 6.5. А вика да се плати најкасно до 27.5. А вчера бевме, јас колку што знам, втори. Како е да платам на 27 кога добивам вчера? Друго, зошто ми ја ставаат оваа затезна камата кога претходната сметка? Јас се јавив и во ЕВН, ми стои тамо некој зостана долг од 6.078 денари за претходниот месец, нели добивме по две сметки. И рекоа ќе ги плаќаме една по една. Сега, рокот на плаќање е 15.5, а јас сум ја платила на 13.5, што значи сметката ми е платена 2 дена пред истекот на рокот. Се јавувам во ЕВН, добивам одговор дека сметката, па вика, господи, вика, сметката не ви е платена, затоа ви стои за останак долг. А викам, од кај тврдите вие дека сметката не ми е платена, кога сметката држам во рад? Платена е на 13.5 во 9 часот и 10 минути во Комерцијална банка. По некоја случајност сум работена тамо и не може сметката да не биде книжена во никој случај. Затоа што сметката се куца на сметка на жиро, сметка на ЕВН. Значи, во истиот момент се префрлаат парите. Едино, ако се случи да е сабота, кога не работат, па да се книжи во понеделник, али со валута од датумот кога е платена. Знам, многу и сега он мене ме убедува дека сметката не е платена. Имам и поплаки луѓе. Јас не ве слушам, само зборувам, зашто ми е намален телевизорот, а преку телефон не ве слушам воопшто. Така. Значи, вас воопшто не ве слушам, исклучен. Така. И сега он цело време ме убедува и ми вика, сметката не ви е платена. Викам, сега треба да доаѓам да ви докажам дека ја држам сметка во раце. Значи, треба сама себе да се лажам. Сега оваа другава сметка што дојде, овдека ни даваат некои рокови, вика фактура за период од 1.5. до 6.5. да се плати. Сега не ми е јасно оваа што ја доби фактура, затоа викам, ако некој слуша, да ми каже дали е за 5. месец или е за 4. месец. Врска немам, затоа што вика потрошена електрична. И сега гледате колку се паметни. Во новиве фактури стои потрошена електрична енергија и мощност заедно на 33,33% што беше одвоено, сега го стајле заедно. Меѓутоа јас немам ништо, имам 0 денари, затоа што господата за 3. и за 4. месец ме закрпија по 6.000 дарки и сега немам ништо. Сега имам само за улично осветлување и на тоа имам 21 денар камата. Не ми е за тие 21 денар, меѓутоа не знам зошто. Треба да ја платам до 27, а јас се добивам на 2. И сега се прашувам, ако на сите стои вака рок на фактурите, како што рекол они, некој зема плата на 15. Значи ние сега треба да платиме оваа сметка за овој месец, дури и за другиот месец треба да оставам пари за струја, за да можам да ја платам на време, затоа што само они ги пишуваат дека нашите обврски, ние што сме должни. Што треба ние да направиме? А за еден ден закаснување ти вика ти стои запезна камата по тамо не знам кој член. Па ми молела вака и од некои од други, сега не знам ја овие 112 денари, 133 денари дали треба да ги платам, до кога да ги платам, за кој месец ми е ова. Па некој ако од ЕВН слуша, вака да ни дае некое појаснување. Добивме на писмено, меѓутоа јас ништо не гледам од ова. Сега ќе се исклучам да можам вас да ве слушам, затоа што воопшто не ве слушам. Ако имате нешто да додадете на ова. И ако има некој од гледачиве што добиле вака нешто, ако е некој попаметен од мене, јас толку години плаќам, гледам, ви кажувам, првиот дел од листот кога го добив се фрапирав. А ми стои во фактурата за останат долг од 6.078 денари. И они ми тврдат дека не е платено. А јас имам ден, месец, година, час,
Во која експозитура, во кој благајник, ме сваѓате? Тоа ми е, работа ми е тоа. И он мене ме убедува дека не е книжена. Ако не е книжена, тоа е нивни проблем. А не може да не е книжена кога во истиот момент цел систем на Македонија е поврзан преку сметка. Не знам што да кажам. Ако има некој од гледачиве или од надлежниве некој објаснување, па ќе молам да се јави. Ви благодарам многу, пријатно се најубаво. Мојот коментар, да пушти телефонот. Да, ме слушате сега, да. Мојот коментар би бил нешто чок џузел машала. Ja çabuk böyle güzel mi lan? Запејте луѓе песна и пејте. Дангеринге, дангеринге. Ринге, раја, дошо чика паја. Ja kapsa. Господјо, фала на комплиментот. Да сум квантен физичар, можеби ќе можев да ви помогнам во ситуацијава. Ништо не ми е јасно. Ја уште не сум ја добил мојата фактура, ќе ја погледам фактурата, ќе видам за што се работи, мореби дали тоа деталност или што е, навистина не знам. Потполно ве разбирам, иако добив некои поплаки, например, луѓе што платиле преку пошта, но ја исто плаќам преку банка. Да, веднаш го вклучуваме гледачот, плаќам преку банка и многу ме плаши тоа, затоа што има луѓе што ми се жалат дека уплатиле во пошта сметката за струја и им доаѓа наредниот месец дека се уште должат. Што значи имало нешто проблем помеѓу ЕВН и пошта, па не стигнале парите. Нонсенс. И сега вие сте виновен. Единствено сигурно е да идете таму преку мостон Гоце Делчев и да на пунктот на ЕВН, не оној трговски центар, не, ваму, кај Кале, баш, и да ти сврти компјутерот, да видиш дека ти е расчистен долгот. Ја не знам поинаку. Нешто не функционира, луѓе, нешто е труло у држава. Електронско плаќање не функционира. Не верувам дека ЕВН би си играло со својот углед. Јас се знам и со Ленче Карпузовска, нивниот портпарол, јас слушав со нејзините изјави, ама не знам. Види, ме вадиш од памет, искрено ти кажам, последен пат кога плаќав сметка и изменатија, моите покојни родители некои заостанале сметки расчистувавме, останало 20 денари од пред 10 години. Чистите тоа како кариес, луѓе. Искрено да ви кажам, едва и ги доразчистив. Ама пак вака се вадам од памет на секоја сметка, викам, што ли сега ќе ти изведат? Улично осветлување. Добро. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер и повелете, господине. Гледачот Куманово и би сакал да се надоврзам на господјата пред малку што се јави. Значи вечерва имаме електрична емисија. Да, електрична емисија, да. Исто ние добивме една сметка за останал долг, пишуваше 7500 и некој денар. А знаеме дека сите сметки што ги имаме добиено, дека си ги плаќавме на време. И сега ги чуваме тие сметки уназад неколку години во плико. И нормално отиде жена ми денеска да види од каде е тој долг. Женава што работела таму, проверила во компјутерот 12 месец 2006 година. Сега ние знаеме дека сите сметки се платени и како одеднаш, сега во ова време, после 4 години, ни стига за останат долг, а до сега не стигнало. Значи, ипак, ако веќе идеме према компјутер... Може да ве прашам заради појаснување? Дали имате сметката од 12 месец дека сте ја платиле? Да. Жена ми не ја носеше во себе, затоа што таа тек денеска дозна кога отиде кај нив дека
Сметката е од 12 месец и 2006 дека тој долг е од тогаш. А Али кажете после ми, 4,5 години овој месец ми стигна дека тој долг постои. Значи до сега воопшто не ми е стигнат. А ја имаме платена сметката денеска баш и провериме дека сметката е платена кога стигна жена ми долг. Сега јас ова би го сватил вака, бидејќи сепак има доста луѓе пензионери кои живеат сами по станови и куќи, каде што ние можда помладите не би сте снашле во сите овие документи што ги добиваме од Евана за плаќање. И верувам дека многу луѓе или многу луѓе кои можда не се домашно ажурни со сметките во чување и на секоја фамилија во држава кога би наплатили уште по 4-5 хиљади денари уназад 2006 на некого 2004, верувам дека Ќе го пребијат долгот кон елем. Трета година сметкиве и верувам дека буџетот на Евана би се зволил многу богато од секоја фамилија по една плюс сметка, можда ради таа неажурност или нини фин. Базинга. Тоа е можда моето ведување, али јас сметката ќе мора да ја однесам така рекла, за да тој долг ми го избришат. значи, ако им ја однесете, им ја приложите сметката и они ви увидат дека ја имате, нели, сметката платено, ќе ви го избришат долгот, така? Да, така рекла. Па така добро, рекла. и тоа е во ред, нели? Да, да. Али замислете будала, да ја мене- немам сметкава. мене Тоа е така мина- 2006-та. Мене Вие, та- например, вашата 2005-та ќе ви каже некој 6 месец дека кој Да, чува не, сметки од слушам. 2005-та, јасно. да. И на секоја фамилија у Македонија по една сметка уназад 5-6 години да им се тутне онака, луѓето не водат некоја евиденција, ќе мора да плати, плюс камата, и кога ќе помножите 2 милиона фамилии, многу пари се нешто. Истото и мене ми се случи, платив за септември месец и после ми доаѓа, вика должите за септември, вика толку и толку, некои 3000 денари, ќутенката си ги платив, ама и јас сум крив, јас сум виновен, признавам, нели? Да отидев да се побунам не заради нив, туку заради воопшто, заради сите, ете се случила грешка, ете ја го помогнав буџетот. Добро, единствено се теша можеби ќе го пребија долгот кон Евана, кон Мепсо, нели што си должат, па се надевам ете пак за корист на држава, некако сум инвестирал. Што да ви кажам? На шега го вртам, на шега го вртам. Не би било лошо да некој од Евана излезе вака преку оваа емисија да бидат поттикнати некој објаснување на луѓето и сепак да си преденат некои мерки таму. Сигурно не Да, се ни единствени што се јави. Да ја веројатно будам многу. ленче, греота е рано станува. Ви благодарам за јавувањето, Благодарам што да ви многу, кажам. фала пуно, пријатно. На крај само пак ни останува ода на радоста. Животот е тоа. Дангериде, дангериде. Дали имаме гледач? Добро вечер. Ало? Добро вечер, господине. Добро вечер. Повелете. Господин Јанко, Господин молам. гледач. дали добивте остен за утре? Не добивам јас остен. Од дневник давала, а сега го нема излезено. Кога излезе? Месец дена има ли? Не знам. Го барам, секаде го нема. Ја мисля Не вечерва знам. да не го имате. Не знам, не знам. Ништо, благодарам. Ништо. Благодарам. Нема проблем. Ако. Ајде. Пријатно. Добро вечер. Јанко Шобрај, Стевана. Што да правам, се мачиме. Со овие сметки што се одевана, Добро? ми дојде некој заостана ток по 5000 денари. Отидов во Подкале тамо, што е и овдека во аеродром спаѓало ние во Трекотници ми е сметката мене. Сметка имам некоја заостаната и судски ме тужат од 3 месец 2003 година. Ги чувам сите сметки што сум ги платил, ги земав таму ги однесов. И? И ми кажуваат, абе дечко, ние не можеме ова работа да завршиме, ова некој треба да одговара. Викам, да, навете ме кај некој од тие директорите ваши. И викам, слушај, тоа не може ние да го сториме, ќе ја барате преку народен правобранител, преку ова, преку оно, па не знам, судови. Сакате да ми кажете, не ви ја признаа сметката дека сте ја платиле? Вие как поштата ви се запалува. Ви изгорела поштата кај што сте ја платиле. Во Ракотин си ги плаќа на сметките, поштата ви изгорела. Од 2003 година сметките и уште ги чувам.
Може да ги доставиме тамо кај вас да ги видите, тамо нека... Немој, молим те, со моите не можам се следам, камо ли со Ќе ти твоите. донесам сите сметки, ја Немој! да ги видат тие од Евана тамо. Немој! Да не се пцуеме. Да. Немој, жити се. Ми праќа тамо за 3 дена ќе да струја да ми исклучат. За... Отидат тамо да решат проблемите кај што немаат плаќано со години луѓето сметки. И шо ќе правиш сега? Ќе оставиш да ти исклучат? исклучат? Ќе правам, ќе дојдат стариот ми Еволит ќе го исклучат одека кој ќе сме на работа, некој не може да се разбере, или ќе дојдат со асистенција на МВР и тоа е. Треба некој убиство остане. Наплатена сметка ви исклучува струјата, неверојатно. Во рок од 3 дена во сметки што ни доаѓа, може да вие да имате забено. Во рок од Колку 3 е? дена ќе дојдам ќе ви исклучам. Колку ви е долгот? 4600 денари, таму им барам податок како е дојден овој долг, ми барат 1800 денари, сметката ми е платена 2300 денари. Им кажав ќе ви доведем и телевизија и све, вика дечки, кај знаеш оди, кај ова треба некој да одговара, вика што не е книжно ова сметка. А и пред тоа подкалете се пати со моден, истата работа се случува. Тоа ти, биете поздравени, извинам. Нема зашто да се извинувате. Одиме со следниот гледач. Ало, Добро вечер. добро вечер. Повелете во програмата. Вака, мала дигресија од темава, ама сакам да кажам нешто за здравото ни здравство, онак. Значи, јас веќе 4-ти месец боледувам од дебелен нерв и нешто ми препорача, не нешто, неврологот што ме води ми препорача бања. Сега почнува патешествијо. Значи, бања одобруваат од комисијата само доколку имаш скршеница и тазе отпуст од болница. Сега, мојата ситуација немам скршеница, значи тоа е нерв дебелен и не беше за во болница. Добро, одлежав 8 дена, сега се отидовме на комисија и ми вика, а не 8 дена, туку 10 дена. 10 дена мора да се лежи, за да може да ми дадат упат, односно дозвола да одам на бања на сметка на фонд. И требало конзилиарно мислење, кое конзилиарно мислење клиниката, односно во неврологија не го даваат веќе 3 години во онаква форма како што го давале поран. Да пишува на листот конзилиарно мислење. А мислење од неврологот кој ме води и уште од двајца со печат и со подписи им. И сега ми викаат со овие документи можете да си одите приватно. А приватно ни помалку ни повеќе со придружба со жена ми ако одам, бидејќи не можам. Сам 21 ден чини цирка 50.000 денари. Не знам, ајде ако некој има, ако слуша компетентен, тоа што ја веќе стварно не сум памет, нека ми најде некој НЗС и кај да барам чар. Ова е навистина страшно. Страшно. Толку пријатно. Одиме понатаму. Страшно. Добро вечер за следниот гледач. Ајде. Повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, нека биде. Се овам одбитола околу тие сметките околу Евана што ги испрати со тие долгоите на народот, на граѓаните на Република Македонија. Првен, сакам да кажем дека до кога овој народ ќе ги носи тешкотите и неправдите на Бранко Црвенковски што ги направи во минатото. Овие долгови кои ги бара Евана моментално се од 2003-2004 година кои Бранко Црвенковски му ги исплати со одлука на владата на Република Македонија
кога тој беше премиер, ги исплати на македонската телевизија без разлика дали граѓаните нам, односно должниците на електричната енергија, ја плаќаат тогаш телевизијата или не ја плаќаат, тој донесе одлука и му ги исплати сите пари на македонската телевизија. Сега каков договор направија околу продажбата на СМ дистрибуција, не го знаеме договорот, ниту некој го видел тој договор. Сега Евана си ги бара тие пари кои ги исплати тој на македонската телевизија и ги направи долг во електрична енергија на граѓаните. Добро, ви благодарам за јавувањето. Ете, ја Си ги слушам. бара тие пари Евана. Така? И дали требаат граѓаните да му ги платат тие пари од 2003-2004 година, бидејќи е тој застарен долг. Долго застарува во рок од една година, ако не се плати, не е отужен долгот, застарува долг. Така. Со кое право тие ги барат тие пари? Зошто го малтретират? Се работи за 7 милиони евра. 7 милиони евра се работи. И сега кој ќе му плати? Ќе му плати, кој нема да му плати, биди здрав и жив, ти нема потреба да платиш. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, господјо. Јас како предходната гледачка, да кажам, исто добив сметка од Значи, Евена. ја вечерва добив електрошок, појма немам што ќе биде темата. Ова, Ама сега ме знаете стресов. што? Секој се не ве слушам. Ве гледам дека зборувате, меѓутоа не ве слушам ништо. Вака сега. Овие нови сметки што ги добивме. Тоа се значи од период 1.5. до 12.5. Значи ова е еден дел. Еве јас добив денеска 440 денари. Меѓутоа во таа сметка ми пишува 3000 денари не ми се платени за четврти, а јас четврти сум го платила на 11.5. Се јавив таму, исто како гледачката што кажа, ми рекоа дека не е книжено. Кој да им го книжи? Јас да отидам во истиот ден да си го прокнижам таму и да не ми прават проблем. Така, они го немаат книжено. Да. Но, знаеш што, ме плашите и мене. Ја користам услугата на мојата банка и преку банка си ги плаќам сметките, нели? Дури и со оној така наречен има и трајни налози Така. и така натаму, но што ми вреди што сум јас експедитивен и мојата банка ги префрла парите, ако таму не ми ги прокнижат парите, мене долгот ми останува. Долгото останува и камата. Знаете само што е единствено решение. Не знам зошто ни го зошто мораме така. Единствено е сигурно да се отиде на пунктот под Кале и таму да платите, бидејќи тој компјутер книжи директно. Јас оваа сметка ја... Не ве слушам. Сметкава ја платив во трговски што им е пунктот. Имаат во трговски. Таму. И не може 20 дена да не е книжено. Значи, они сакаат на ова да ми стават камата. Понивно. Што да направиме ние? Што да превземеме? Дали е некој паметен овде што се случува во нашиот систем? Нешто многу не функционира, не малку. Па, не знам што да ви кажам. Се работи за монополска компанија на која единствено останува вашиот збор против нивниот. Да идете на суд немате шанси затоа што имаат адвокатура платена со милиарди која и да сте платиле све може да ви изврти и да све знаете веќе како се прави. Не знам што да ви кажам. Може би се работи за некака нивна грешка која може би под овој притисок би направиле, нели, овие јавувања малце да ги свести дека кај нив негде нешто не штима.
дека некој или саботира, или не работи како што треба, бидејќи да не се прокнижат парите, тоа значи некои и нивните... Замислете ја компанијата сега. Таа компанија у загуба, зошто? Затоа што не прикажува дека стигнале парите. А некој од нивните вработени, едноставно тоа не го завршил. Ме разбирате? Да, да. Значи, не е проблем до мене, до вас. И сега не знам како можат толку многу да се ангажираат нас да не гонат за сметка, наместо да си проверат у својот двор, да си видат зошто кај нив не функционира. Дајте ве молам, 2 компјутера се поише, 2 луѓе плюс, мислам, не знам, предпоставам дека имаат изворедно светководство. Не знам зошто парите да не можат да се книжат. Тоа не можам да го разберам. Знаете што, Јанко? Вака во трговски центар мене што ми се случи пред едно, можда година дена. Јас сум платила еден месец, истиот месец го плаќам 2 пати. И тоа си стои кај нив со месеци, така ја не ни знаев дека ми е платен, пошто светките така ќе ги бутнав негде во едно плико, ама не ги средував. Кога отидов таму да плаќам во пунктот во трговски, открија дека јас сум платила еден месец 2 пати. Па поштено, Прошто они мене не ми пресметаа камата на тие пари и да ми дадат камата. Не, добро, знаете што мене ме радува? Што они не ги сокриле тие пари, туку честно ви ги кажале. Тоа за мене е добар знак. Во ред, ама чекаа година дена да отидам. Да, па видите како заштеда ви дошло, како бонус, припейд картичка. Во ред, ама јас ако не се појавев, Да, ако не проверевте. ако не се појавев таму Значи- во пунктот да си праќав преку пошта, тие пари ќе си остана. Значи они работеле со моите пари, зошто не ми дадоа камата? Не можат, Мислам дека немаат е право. нормален човек и така ќе си кажа. Не можат право, немаат право, они не се банка, не можат да ви Не дадат. се банка, а банка се мене да ми пресметаат. Затезна камата имаат право да ви пресметат. По закон ворете тоа. Работат, да, ви благодарам за јавувањето. Што значи граѓанска одговорност, драги мои пријатели и пријателки? Тоа значи да си ги контролирате и платените сметки. Значи и јас исто така од време на време ќе отидам, не знам, водовод или не знам Евана и така натаму. Што имам за останат долг? И они се должни и обично тоа го прават без проблем. И ќе кажат таму од таа и таа година и така натаму, нели? Проверете, можеби пред 10-15 години стои некој ситен долг, некои си 100 денари кои се тркалаат во една лавина, а да немате абер и ќе ви се појават одеднаш. Ме разбирате? Без најава. Јас пред неколку години тоа го направив. Сега сум ја веќе во години, знаете, и родителите мои се замина, и они направиле некоја грешка, некоја сметка платена, неплатена, и сега ги наследуваш тие, гледаш, се е во ред, и наоѓаш нешто. Знаеш, затоа ја па сум чепкало, нели, поготово што сум параноик и не верувам дека системот функционира, и затоа постојано проверувам. Еве сега за водовод ми рекоа 2 сметки имаш неплатено кога знам дека ги имам платено. И сега собирам нерви само малце да се стабилизирам, па да идам и нели љубезно, смирено да им ги доставам и да ми кажат зошто платените сметки се уште ми важат така. Се случува тоа. Човек треба да биде внимателен. За жал, губење време и нерви, ама нема поинаку. Се работи бирократија. Не е тоа совршена бирократија и совршен систем. Ама ова е многу јавувања. Вака у една вечер не сум имал, искрено да ви кажам. Еве и пораки и писма со слична содржина. Одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господине, ве слушаме. Во програма сте. Имам платено сите сметки за топлификација. За топлификација? Ми исклучија, поради неплатен долг. Да. Ајде објасните малце поубаво. Вака, господине. Крајна сезона за топлификација имавме 2-3 сметки неплатено, дојде исклучија. И ни рекоа во тој рок да ги платиме. Плативме тоа. И по исклучувањето доаѓаат уште 3 сметки за плаќање. И што ви викаат? Викаат во случај да не платите, ќе дојдем на суд ќе ве дадем. Плативме една сметка што не требаше да се плати и повторно на суд не дава.
Иако имавте дека е платена сметката, зошто ја плативте повторно? А не дадо на суд. Ама зошто плативте? Имавте ли доказ дека сте ја платиле таа сметка? Вака, Не кога дојде разбирам. да не исклучат, ми рекоа да платиме сметката до денот додека не сме исклучени. И ја плативте? На рати, се договоривме и плативме. И после месец дена доаѓаат уште две сметки за плаќање. Добро, не знам што да ви кажам. Ние се обидувам ја да го разберам Ја проблем. колку што Не знам, ми е... се плаќаат сметките до денот додека се исклучат, а не после, ни не дадоа на суд. И со затезни камати од сметка што требаше после што дојде уште 4000 стека треба да платиме 250 евра. Добро, господине, ви благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Искрен да бидам, малце ми е и тешко да ги следам и да ги разберам сите овие што и како следствено проблемите, ама гледам дека им е зовриено на граѓаните. Ете, и имаме примери од топлификација. Да видиме, што имаме друго сметки? Што имаме? Ало? Ало? Добро вечер. Како сте? Нека е со лесно, нека е со побин. Јанко. Господине, стиши го Имаме телефонот. на работа, Стиши да му го кажам. телефонот, те молам. Ве молам, исклучете го телевизорот, бидејќи многу е тешко да се следи со тоа ехо во заднина од вклучениот телевизор. Ме разбирате? И вие стоите и чекате, застанувате, како нели да имате говор на мана. Јанко, како си, што, знаеш, ако чекате, значи, исклучете го телевизорот и говорете течно. Може да ти носат. Може одново да почнете. Новинарите може Дали да ме ти носат слушате? воду, иако ще декларираат не знам какви новинари. Не, Ти си... исклучи го, не знам за што збори. Исклучи го, нити ме слуша, нити можеме да се разбереме. Океј, тогаш ќе одиме со следниот гледач. Многу ми е жал што вака, пробајте повторно да се јавите, немам никаков проблем да ве пуштам повторно во програмата. Одиме со следниот гледач. Ајде. Уклучи го директно. Ти пушти музика, пушти ми у програма да чујам. Ајде. Ај бар музика ќе слушам. Што е ова? Ења ми пушти? Ења без К. Лоша музика. Слушај, абе чекај, да не се одевана на холд да не е. Иво! Да не е на холд одевана да не се јавува некој. Ама музикава интересна, звучи на корпорацијска онаква музика. Ај пушти ми некој во програма. Абе доста си правиш муабет со гледачите, пушти ми ги ваму. Ало. Добро вечер, повелете. Здраво, Јанко, еве ти ги пуштат гледачите кај тебе. Добро, повелете. Гледачите те поздравуват и тебе и екипата. Добро. Сакам да кажам две работи. Значи, не знам дали има право Евана да ги бара тие наплатни сметки, затоа што била друга фирма. Едно, значи некој правно лице треба да се изјасни за тоа. И второ, како граѓанин барам одговорност од надлежните да разрешат директорот на Комисијата за спречување на антимонополска положба. Затоа што дозволува монопол во Македонија, ЕВН е монопол. Значи, по најхитно да се пушти уште една фирма, да нема монопол. Таква комисија постои Министерство за економија, мислам ми е Чедо Кралевски председател тамо. И што работат, нели гледате Ајде ве молам као да не знаете кај живееме. Каква знаеме монопол? кај живееме, ама тие да не мислат дека ние сме мутанти. Сте мутанти. Ја ви викам, додека не видиме како Багдад кога се бомбардира, ситуација ништо. Дур се јавувате кај мене. Не, очигледно граѓаните мора да се организираат, пошто јавен правобранител очигледно би требало да излезе во врска со ова, а он чека вие да идете да го молите. Не знам, не знам кои
или да се организирате во некакво здружение на заштита на граѓаните, потрошувачите, пошто постојат такви нели некои колку што знам нели функционираат или функционираат Јанко, на кол, брат, не знам. каков јавен правобранител, каков државен обвинител, нели гледаш дека ништо не работат, плата земаат, бе, нека понесат што направиле, што сработиле, бе, брат, бе. Ништо не работат, бе, дембелана, бе, лежат само, бе, ништо не работат, бе. Затоа да си понесе оставка Чедомир Кралевски тамо. Но таа комисијата, затоа што не е работи, ништо не ја спроведува. Има монопол, а тој е должен да го спречи тој монопол. Затоа постои таа комисија. Не е за на хартија само. Ние знаме поќе ни граѓаните, мислат дека ние сме простаци. Биди поздравени се на него. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете, господјо. Сакам да се надоврзам на претходните гледачи што се јавија во врска со струјата. Секој месец кога добиваме ние сметки, пишува колку пари треба да се плати за тековниот месец и доле пишува за останат долг. Добро. Како може, значи, во претходните сметки да нема за останат долг, значи све ти е исчистено, а сега добиваш сметка, кај што ти вика од 2005 година немаш платено. Тоа мене не ми е јасно. Па, добро, тоа ја го зборев, значи сега ги вадат, не знам зошто и како, слушнав дека нешто портпаролот на Ева не излезе со некакво објаснување околу тоа, но тоа е вика за останат долг кој се граѓаните должни. Сега зошто немало до сега? Зошто Што не да го ви кажам? прикажам до Господјо, Да? мене тоа ИК банка ми го направи 2 години, ме држеше и на крај ми бапнаа 12.000 со се камата, со се 300 чуда. Викам, зошто не ми кажавте, не ме информиравте? Зошто 2 години ќутевте, не ме информиравте дека имам долг кон вас? Да, да. Па во тој случај кој е крив? Кој да е крив, бидејќи они се институција која има скапи адвокати, а ти си единка која тешко ќе можеш да си го приуштиш тоа, ти си крив. Зошто? Затоа што правно не можеш да си ја докажеш вината. Ние сме во право, ние сме мачениците, ние трпиме, така, они се виновни, ама треба да ја докажеш таа вина. Бидејќи не можеш да ја докажеш таа вина на суд, сори. Да. Многу чудно, зборувавте и вие дека треба да се запослат ако треба уште луѓе за да книжењето иде на време. Да не касне со книжење. Добро, тоа е за... Они немат време да прокнижат. Они немат време да прокнижат, а имат време да боричкаат уназад со години да видат дали некој должи. Тоа е друга... И мене ми е ова многу сумлива работа. Не знам што да ви кажам. Да, имаат време да... Ворете тоа што не ги бараат старите долгови, нели? Знаете што? Ама месец за месец да иде тоа. Да ми кажат овој месец дека должам за претходниот месец. Јас само да ви кажам како ја најдов ситуацијата и тоа треба и да се преживее, да се издржи, бидејќи стално е гужва. Например, под Кале работи обично еден шалтер од 2 или евентуално двајца само и тоа се редици. Најдобро е еднаш да си најдете некој термин, да отидете таму, платите една сметка и да прашате што има за останат долг на тој компјутер да видат. Ме разбирате? Ја не гледам као пријател ви кажам, не дека институционално, правно или мора и не знам како е ова праведно. Ја ви кажам ја како се обидев. Најдов таму сметки да платам, а веќе платени. Си ги платив и тие затоа што знам дека нема да излезам на крај со нив. Затоа што немаат они намера, како да ви кажам, треба да го гледате филмот Бразил со Роберт Де Ниро. Ви благодарам за јавувањето. Филмот Бразил со Роберт Де Ниро е филм на Тери Гилиам, кој е нели една гротеска токму за бирократијата. Видејќи, пази, ја не верувам дека они сега седнуваат, слушај, ај ќе го заебаваме Јанко. Не, далеку од тоа. Туку едноставно тоа е бирократија. Се работи за стотици илјади, милиони потрошувачи, кој знае колку броила се, нели? 2 милиона жители сме, сигурно минимум толку броила се, што фирми, што станови, што и така натаму и така натаму. И сега, кога е толку голем системот,
тој треба да е толку добар и совршен за да не прави грешки, а ние живееме на Балкан, па дајте ве молам. Ја зошто сум борец против градење на атомска нуклеарка во Македонија? Токму само заради тоа, што треба у Македонија да се изгради. А не дека не верувам дека ќе биде добро и исплатливо и така натаму. Не бе, high-tech solution, не бе. Вечерва, например, ми умре компјутерот. И ја нема мојата жута лента. Зашто? Така! И сега тој компјутер, било кај да беше, ништо немаше му се деси, али пошто е ова Македонија, everything possible. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господјо. Во врска со кај што се уклучив и сега гледачката што се јави, во врска со здравствена долг. Добро. Може би, не знам колку доцело со плаќање гледачот за парно што се јави. Меѓутоа, постои закон, тоа е веќе застарен долг и тоа треба да се, тој долг да се избрише. Проблемот е што во нив се ножиците. Ако не си го платите за останиот долг, ќе ви ја исече струјата. Не само тоа. Инаку, и судот работи... Они немаат правен основ да го бараат тоа. Ама треба да го докажете на суд. Нема што да се докажува. Они се должни да тужат. Да тужат за заостанатиот долг. А не тужат за тоа што знаат дека на суд ќе изгубат. Јас ви кажувам како должник кој бев тужен, ама затоа што не бев на време тужена, топлификација на суд кога ме даде, после тоа си ја повлече тужбата, затоа што беше изгубена. Мислам, изгубен беше процесот, они сватија дека изгубено е. Илузорно е да ме тужи после раскинување на договор за нивно користење од нивна страна, после месец дена од кој ми скучија не тужа. Ние по законски сме должни, од кој ќе добиеме тужба од суд, во рок од не знам таму колку дена беше, да дадеме одговор на тужбата. Дадовме одговор на тужбата, после добивме информација дека тужбата топлификација се ја повлекла. Така, затоа што не тужиле на време. Новите инкасатори на исто тоа и за струјата важи. Слушайте, ако се борите за права, еве ви како да се организирате. Организирајте се, борите се за права. Не, ви кажувам... Немојте само ова да правите. Случај. Евана што го прави тоа, истото важеше и за нив. Само што ножиците се таму многу полесно се сече. Така, добро, ве разбравме, господјо, ја малце... 2005 година и узорно е да се бара во 2010. Не знам, не сум добила таква сметка, не знам, уште не сме добиле мајската сметка. Само толку, пријатно. Борба против целулитот и отиде све. И зашо беше муабетов? Најдов реклама у утрешниот број на форум, новиот број на форум, реклама за борба против целулитот. И шо беше муабетов, све заборев. Чанче нане. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Ако може малку да разбiju тему, да разбiju монотонiju. Базинга. С какво сакаш да го разбиеш на тема? Ако може на песната од Нена Девет за јад балона да ја пуштиш. Може. Ама 100 евра. Океј, добро, малку шега. Не е шега, зашто шега? Зашто шега? Ке ти ја играм на маса, дојди плесни стотче да видиш. Со шизење, со мешање, со све. Слушај, ја обожавам долари. Предпочитам долари. Колку е тоа у долари?
Режија ја провери одма курсот $250 ето. Падна доларот вечерва нешто нагло. $250, сите тројца од тројца сме у браво. Слушај, сите тројца ти дансаме овдека на 99 хлув балун. Плаќаш сметки на време? Баш ти е гајле, плаќаат твоите. Не, се обидам. А се обидуваш. Успеваш ли? Друго, едина кој ќе се распадне во Европска унија, тогаш ќе видиме не бело видело, така. Што ќе видиме тогаш? Па бело видело, тогаш ќе видиме, иначе до не се распадне ништо не премени. И кој ќе се распадне, што ќе направиме? Па ќе биде поубаво за нас. Што ќе биде? Поубаво за нас. А поубаво? Да. Зошто? Така. Ќе дојдат германци печалбари кај нас да работат, да месат бурек како невестава кај нас? Да. И тоа Ворлайт Бикери. Иво, да пуштиме како се меси бурек? Не, онаа снимката. Не. Како беше? Тоа е скупо, тоа е многу скупо. Кумановац, куде си? Секс, бурек и рок-н-рол, како беше? Така. Биди ми поздравен, имам гледачи. Океј, ајде се него. Нервозни се, ти благодарам за обидот да ја освежиш емисијата. Во секој случај, I appreciate it. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јанко, добро вечер. Поздрав до целата ваша екипа и бих сакал да ти препорачам еден мал справов, еден совет ако прифаќате, затоа што ова што го тера Евана е новиот закон што го применува, законот на АПП. А тоа е законот ако пројде. Објаснив на гледачите, нека убаво знаат дека Македонија е правна држава во која владеат законите, секоја сметка која што не е платена застарува за 1 година кај физичките лица, за 3 години кај правните лица. Секое неовластено исклучување на струјата представува кривично дело од страна на ЕВН и секој може да поднесе тужба против тој што го потпишал налогот доле, па макар да е нивниот директор за самовластие, а кај правните лица за злоупотреби во попречување во стопанството. Член 287 лекој беше. Така не ги депримира гледачите, нашата држава е прекрасна, судовите се прекрасни, сите веднаш времени мерки за уклучување на струја и за претрпена штета. Океј, кажи ми, бидејќи еве, нели, си секако далеку постручен, еве и по изразите тоа секој може да го заклучи од мене, јас сум само лаик, нели, кој интуитивно реагира на ситуациите. Кажи ми, кога ја би тргнал во еден таков процес, кога мене би ми исклучиле струјата за некоја сметка стара 10 години, за која до сега нели нити ме информирале, нити знам и така натаму, за некој заостанат долг 10 години, колку мене ќе ме чини да ја почнам таа судска постапка? Па прво, времената мерка за утврдување на долгот ќе те кошта најниско 400 денари за поднесување на таа тужба за времената мерка да ти се уклучи струјата. А после спорот, во зависност нормално до 10.000 денари ќе кошти 100-400 денари, така да не се големи више судските такси. А дали ќе ми треба адвокат? Па, нормално дека би требало некоја стручна помош. Колку ќе ме кошта адвокатот од прилика за една ваква работа? Па, адвокатот за една работа вака, ако се работи по адвокатската тарифа, треба да те кошти 1000 за една таква тужба. Значи, 2000 у старт, со тоа што? Да рачунаме, цирка, пошто нели јас сум лаик, 2-3 рочишта одложено, неодложено, овака, онака, така? Ке ме фати едно 100 евра. Држава свати дека е правна држава, а нема да има одложени рочишта, зашто времените мерки по новиот закон што излезе
се зимаат во работа за 3 дена, треба да бидат решени максимум за 15 дена, што значи струјата треба да ти биде уклучена, а после се што ќе се одлага иде во твоја корист. А Сакам да ти кажам штетата веднаш што ќе ја поднесеш, а и нормално дека ќе мора да ти ја платат слободно. Така. Втора работа, паралелно на граѓанската постапка, ако не ме разбравте добро, ваквото самовластие е регулирано и не може директорите нити па раководителите на нивните кецови, како што ги викаат, кец веднаш ќе добијат од народот и ако добијат 10 кривични пријави, редно еднаш да отидат и у затвор. Во втората постапка, кривичната, повторно имате право на штета за сето тоа малтретирање, така да 2-3 такви кривични пријави, ако излезат, тоа ќе биде веќе судска пракса и ќе се штанца, ќе ги има објавено на интернет, слободно во Сдруженијето на правниците, Адвокатската комора, и у Адвокатската комора има бесплатни совети, ви се дават по саботите. Чекај малце, полека. Да. Чекај, тайм-аут. Бидејќи, значи, граѓаните, еве, зборам за оние посиромашни и така натаму, каде може да се обратат за правен совет, рековте, секоја сабота во? Па, Адвокатската комора има, како што знам, одредени термини и мора да има, каде што за социјално загрожените граѓани дава бесплатни совети. Одлично. Ја верувам дека во таа асоцијација ќе се направи една форма на таква, како што имаат они мандат на тужба, да има мандат на тужба, како што они имаат предлози за извршување или платни налози со кои се закануваат. И у таа мандатна тужба само ќе се уфрлате износи, име, презиме и така тоа ќе биде еден организиран напад, односно само одбрана против самоволието, затоа што е тоа кривично дело. Сметате вие дека се работи електричната енергија и зафаќа и у други човекови основни човекови права. Дали ме слушате? Морам да ве потпрашам уште нешто. Вака, кажете ми дали е можеби подобро граѓаните повеќе да се здружат ако ги има повеќе со вакви случаи, па да настапат заеднички или секој поединечно да настапува во ваков случај? Па, видете, здружувањето на граѓаните, ако им се исклучи струјата, согласно Законот за енергетика, за неплатена сметка, Законот вели дека се исклучува струјата после 45 дена, ако не ја платите сметката. А нигде не е предвидено во Законот за енергетика да се исклучи струјата после 4 години. Тоа значи дека е не монополизам, него само властие. Нема да идеме на монополизам, тоа државата не го регулира, само властие, кривично дело и злоупотреби во стопанството, што доповедува и многу тешко кривично дело, злоупотреба на службената положба. Затоа што се прибавува против правна имотна корист. Ако е застарено делото... Има ли некоја... Добро, ова им дадовте кураж на гледачите, на граѓаните, како можат сами себе да си помогнат во ваков случај. Бидејќи, ако веќе збориме, а вечерва слушаме за некои си 20-30 само во мојава емисија случаи, а како пристигнуваат пораките и како пристигнуваат и писмата кај мене веќе и за стотици, дали би требало некоја институција во државава, некаков механизам, дали постои, кога повеќе вака случаи се настануваат да реагира, не знам, правобранител, обвинител, има ли нешто, некој механизам држава кој би требало да изреагира во ваква случај, да провери за што се работи, за да ги заштити граѓаните во секој случај? Државата треба да действува против монополистичката положба на ЕВН, а граѓаните имаат свое здружение за заштита на потрошувачите, кое што беше и е финансирано нормално со грантови од владата. Мислам го водеше господјата Лончар, така да преку нејзината организација може да се поведат организирани тужби, а што се однесува, велам, за брзината и експедитивноста, при основниот суд Скопје 2 и сите основни судови во Македонија се носи една времена мерка, граѓанинот носи дека ја платил сметката или граѓанинот носи дека е тоа стара сметка
И повторно ги предупредувам граѓаните да не подлегнуваат на фингирани и фиктивни поновно испечатени сметки, него точно да се утврди кога е потрошена струјата. Затоа што сега нови подли советници на електростопанство, убаво кажавте, колеги адвокати, ги советуваат да издадат нова сметка со нова дата, затоа што народот не знае кога е потрошил струјата. Така да броилото си има точно време. Ако 20.000 киловати биле потрошени, а сега е 45.000, он платил десетина сметки пред тоа, не може сега да му пушта 20.000 киловати, зашто тоа било пред 3 години. Значи да не подлегнуваат луѓето на фингирани сметки, зашто 23.000 киловати, како пример давам едно броило, што потрошило пред 4-5 години, а сега најновата сметка, последната во последниот месец е 45.000, тоа значи дека е тоа намерно за останата сметка издадена со нова дата, за да не биде застарен долгот. Затоа постои вештачење, судиите се премногу интелигентни. Како таква сметка, значи сметка од 2003 година која имала таа и таа сума, сега се издава како нова сметка со нов датум. Така сакате да ми кажете. Како во тој случај треба да постапат граѓаните? Нормално. Тоа се ќе се докаже граѓаните да ја имале платено сметката и автоматски ќе се докаже дека е тоа стара сметка. Значи тоа е стара потрошена струја. И тоа значи дека ако сметката има нова дата од 2010 година и фиктивно издадена само за да не застари долгот, односно за да се добие нов рок, согласно Законот за облигации, уште еднаш ви повторувам дека сметките на граѓаните застаруваат за 1 година. Народе не плаќај сметки што се постари од 1 година. Се што не е утужено во текот на 1 година е застарено. Македонија е правна држава и верувајте во својата држава. Ви благодарам за јавувањето и добро, ви благодарам така, за има квалитетни адвокати кои што се бават со таа проблематика, комората може да се информира. Работата е што луѓето верувам дека господјата Лончар во голема мера може да им помогне. Така, луѓето малку и се плашат од покренување судски процеси заради трошоците, адвокати и слично, но еве вие им рековте дека може со мали пари прилично ефикасно да се истераат правдата. Да се надеваме и дека сте во право, дека потполно се согласувам со вас. Немаме избор освен да веруваме дека државата и правниот систем на оваа држава функционираат и дека правдата може да се истера на видело, да се добие. Уште повеќе да ги окоружам социјално загрозените граѓани, затоа што социјално загрозените граѓани се ослободени од плаќање на судска такса. Така да секој што зима социјална помош или докаже дека нема приходи, веднаш е ослободен од судска такса, секој судија веднаш носи решение уште на првото рочиште. Така да верувам во адвокатската села, меѓу нив има доста поштени луѓе, така да правиот кога ќе го одберат, се тоа ќе го кажат бесплатно. Добро, ја ви благодарам за јавувањето. Ништо. Може би имам уште 10 подпрашања, но еве нека биде доволно сега за сега. И ја ви благодарам што собравте храброст да се јавите и ви благодарам од име на граѓаните што еве ги посочивте како правно можат да си помогнат. Бе изречени вечерва некои тешки квалификации. Јас навистина би требало да имам големо правно знаење за да можам да ги како такви да ги дефинирам, но еве кога правно лице ќе ги искаже, ја едноставно не можам да по начинот на говорење и тумачењето на работите делуваше гледачот авторитативно и мислам дека може би некому ќе му помогне. Не сакам да зафаќам некоја страна. Мене ми е жал да се добие и тој впечаток да го добијат граѓаните со институција да ја чувствуваат како непријател, нели? ЕВН нам ни дава струја, ние плаќаме заради тоа и имаме бенефит од тоа, они имаат бенефит од нашето плаќање.
Сега не може да е нели таа војна кој на крај ќе профитира, но може би ете ако има тие мали разлики, може би ете и потребно е со вакви постапки како што ги предложи гледачот, за да конечно и кај нив бирократијата се намести на, ако е нели бирократски проблем, а не како што рече, како што ги советуваат нивните адвокати да ги вадат сметките, да ги рециклираат, за да пред суд настапат со тоа дека сметката е со нов датум и така натаму. Значи, нема што друго, драги мои, освен внимателно да гледате што се наплаќа. Спрема реклами, а ние одиме со следниот. Гледаш, добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Повелете во програма, стаја. Мене ме интересира една работа. Кога го продава ЕСМ на не знам која компанија, Австрија или која држи, дали ја продадува ЕСМ заедно со се долговите што граѓаните што должат кон ЕСМ. Или ја продадува како чиста, наевана, без наследени долгови и така натаму. Значи, ако Евана ја купила ЕСМ, тогашна ЕСМ, како чиста, без долгови, без ништо, зашто се ја бара од граѓаните долгови од 2003, од 2000, не знам која година? Мислам дека кога купуваш компанија, си ги купуваш и незините права, но и незините обврски. Така? Да. Тоа е моје мислење. Скромно. И логично, сега не знам, може би гледачов што е правник, ќе дојде пак да ми шамара шеднаш. Токму тука мене не ми е јасно. Се јас до душа не должам ништо према Евана, меѓутоа ме интересира, од кај знам, животот секако не, ветриштата не носат, што се вели, може и јас утре ќе останам должник. Живот пише романе. Така. Сега, друга работа. И тоа е ефтини романи. Океј, ви благодарам за јавувањето. Јако само момент, уште реченица две имам да кажам. Препорачуваш ние граѓаните да пружиме отпор кон некои работи? Се слушаме, нели? Не, види, кривично е да ја јавно изречам граѓанска непослушност. Не, Јанко, не, мислам... Тоа не го правам. Види, погрешно се изрази. Добро? Пред да се продае сама, имаше, нели, блокади по раскрсниците и така натаму. Имаше. Така. Меѓутоа, тогашната власт, СДС, мислеше дека се тоа блокади од страна на ВМРО за да дојдат на власт. Така. А не беше тоа така, знам дека не беше. Добро. Меѓутоа, и сите да излезевме, и половина Кина да дојдеше да блокираше, СДСМ пак ја продаеше тогашната. Не сум баш значи, сигурен. не помага ништо во некогаш. Не сум тука сигурен. На референдумот што беше некои прашања не заслужуваат одговор. Тоа значи кој те врти. Вака извини на муабетот. Тие што си наумиле ќе си го направија и последиците еве ги гледаме денеска. И на крај останува Евана ќе си ја пее се онаа живадинка овце шиша, ние кој како знаеме ќе се снаоѓаме. Живадинка коте шиша. Не ме терај да ја барам. Не ме терај да ја барам, одиме со реклами. Живадинка коте шиша. Идеме со уште еден гледаш, добро? Како ќе кажеш ти, друже? Базинга. Одиме. Ало? Добро вечер и повелете. Ало? Добро вечер, повелете. Дали ме слушате? Ало, да. Повелете, говорете. Се јавувам по втор пат. Сакам да се надовезам на претходниот гледач кој убаво објасни што треба да прави народот. Меѓутоа, мислам дека ако поднесеш тужба и ги платиш тие судски такси, после тоа Евана ако изгуби, ти ги недоместува сите трошоци. Што значи народот ако тужи и фирмата изгуби, Евана во случајов, парите треба да ги врати на народот. Да, добро, тоа се правни процеси, во секој случај го знаеме тоа. До толку благодарам за јавувањето. Ивице. Не, реклами, продолжуваме со емисијата. Одма сакаш дома да иде. Не може. Ајде да ми играш, еве ти ПСК. Дојди ваму у студио. Дојди да играш. Еве ПСК. Ајде ПСК вадам. Еве ПСК. Ајде Иво.
Враќаме повторно во живо студиото на Јаде Бурек на наша ТВ. Ја палам свеќи, види се. Како тргна муаветов, не знаеш што ќе ме снајде. Така да, резервно осветлување имаме. А ако ни нестане храна, имаме суши, по-свежо суши, здравје. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Дали ме слушате? Одлично се слушаме, една гледачка. Ало? Ало? Господјо, дали ме слушате? Да. Поведете, говорете, одлично. Вака. Гледачка една од Скопје. Баш темата ми е интересна и пошто и јас сум еден паталец, можам да кажам, од Евана, па сакам баш да искористам и да кажам кај што Евана не само што бара пари, него мене еве треба да ми вратат, па еве од јануар месец уопште тоа се нема десено. Конкретно се работи вака. Сметката за 12 месец 2009 ми доаѓа негде поголем износ и беше едноставно околу нова година без така да приметам, сметката ја платив, меѓутоа после откако видов дека цената малце ми изненади поголема, видов дека индустријска цена ми е ставено, видов дека фирма стои Мак Прогрес некоја, мада името на сопругот мој, меѓутоа доле и фирма Мак Прогрес. И јас се зачудив, никаква фирма, тоа е приватен стан за живење. Отидов во Евана, направи на тера да дадам изјава, последно известно време дојдоа, констатираа дека е тоа стан, дека е се во ред, и сега ја викам, добро, во ред, пола од износот е значи потрошено, пола треба да ми се врати. Викам, дајте да се искомпензира некако тоа со наредна сметка. Веруете, еве го, јуни месец доаѓа во Кец аеродром со господинов шеф Сашо, и никако не било изводливо тоа да се врати и ја упорно се јавувам, меѓутоа ништо од тоа. Значи, Евана, не знам што да кажам. Сакаат од една страна они да ги приберат парите од луѓето, а кај што треба да дадат, тогаш никаде ги нема. Благодарам, господјо, за јавувањето. Одиме веднаш со следниот гледач. Добро вечер. Да, добро вечер. Овде се јавувам, сакам да ти честитам нешто. Затоа што Среќна нова година. Ке може сам да се грееш, да произведува струја, парно сам свое собствено да имаш. Се захвалjuјќи на пре месец дена научници од Израел и од друга земја, не ми текне која, открија како се складира водородот. Водородот е газ од вода. Така. И тогаш нафта иде во аут, првиот атом во универзумот. Господине, ај одново уште еднаш кажете ми малце попрецизно за да можам да го побарам ова што го говорите. Ова имаш известување за едни научници од Израел што открија како се складира јагнен вород. Водородот, уствари. Добро. И тоа може да го побарате веројатно тамо, пошто ја не сум барал, али слушнам на телевизија јутренја програма нешто. И тоа има преокрет да настане на оваа планета. Колите ќе се возат на водород, електрична енергија ќе се произведува, нема ни евано да плаќаме, секој може да се произведе електрична енергија, као што имаш, мислим, агрегат сега на бензин, на нафта, тој ќе ти биде на газ, на водород. Тоа ти успари газ од вода. Добро, додека биде тоа да не останеме со гол газ ние. Добро, видиш. Да ти кажам нешто. Сега ти се надевам дека брзо ќе биде. Да направиш корак да направиш и да повикаш еден стручњак у таа област од факултетот. Прво која ќе видам. Прво која ќе дали од понеделник тамо и да на сите да им објасни работата.
Од идната ви благодарам за советот. Интересно, во секој случај, благодарам, лека ноќ и пријатно. Од идната недела Јади Бурек иде во една рудиментирана форма, без гости, како што идеме и оваа недела, бидејќи сме во подготовки и започнува за неколку дена, еве веќе за помалце од 5 дена, веќе с дена започнува светското првенство во фудбал. Јас ќе работам на втората програма, ќе идам на втората програма на Радио Скопје, секако од студиото на Јади Бурек ќе реализираме оние забавни спортски емисии посветени на светското првенство 2010 со гости. Веќе имам најави, меѓу кои, еве, слободно можам да кажам, денеска ми потврди гостин ќе биде Игор Џамбазов, ќе фаќаме серии, ќе се зезаме, така да ќе оди Јади Бурек, но без гости, во една, нели, не многу, но пократка форма, бидејќи јас ќе бидам тука на програма по 13 часа на ден, бидејќи првите 15 дена ќе има дури по 3 надпревари. Се надевам дека сето тоа ќе го издржам или блага пченица ќе јадете во наредниот месец. Па не знам што да ти кажам. Во секој случај, интересни денови не пречекуваат, а ова што се однесува, мислам дека ако таков брейктру се направи во науката и техниката, тоа ќе биде супер. Едно време тоа го направи Никола Тесла, па многу добро памтиме како заврши. Затоа ја дури рака не турам ни у кофа со ладна вода. Ке почекаме да видиме, а ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господјо. Се јавам од Валандово. Од Валандово, повелете. Да. Убава тема имате оваа вечер. Добро. А ме интересира, веќе еваме 5 години колку во Македонија. Ја купи од ЕСМ, ме интересира дали ги купи и приватните имоти кај што има поставено трафостаници, трансформатори. Јас лично сум погодена од тоа случај. Имам трансформатор на метро до куќата додека што живеам у приватен двор. Одева на кој треба да влезат ни главен влез, ма будат забајле, ноќе ме будат, да им отклучам порта на господа да влезат, па кога ќе излезат, па да им заклучам. Одиме на суд, судијката донесе пресуда дека е трансформаторот поставен во сосема друга парцела. И ако јас се побунам да не и пустам у приватен таков двор, они ми исклучуват одма од струја. Тоа се обратих до влада, се обратих до антикорупцијска, се обратих до секаде. Им забраних влез, не и пуштувам, ригорозни мерки. Влегат со градоначалникот преку ограда. Тоа на шо личе? А и градоначалникот им помага? Да, им помагнал. Чекај, струјата без пари ја добивате или си плаќате? Не. Ако не платам месец дена, или ако се побунам да влезат у приватен имот, а на имотниот лист у катастаро, Дива град бај трансформаторот поставен. Присилно е поставен. Още татко ми бил жив. Имате ли извршен судска пресуда? Имате ли, да. Електроенергетски објект на моја име го пишуве. Куќа, дворно место и електроенергетски објект, кој е лично мој објектот. Објектот е лично ваш? Да. У имотниот лист. Тој толку, сега треба да се обратувам до... За едно пешче ти пратам едно дете овде кај Иво со шрафцигер да видиш. Два шпорета ќе ти направи од трафото. Да. И фрижидер, еве вика. Два шпорета и фрижидер. Да. Бога ми смешно е. Ама што да ви кажам, ја не знам как... на суд и тужи. Судиката ми вика вештачи. Ајде, бирото за судско вештачење. Ми замаат 500 евра. Чеках година време да ми дадат одговор. Накраја ми дават за 500 евра одговор. Неспорно е дека има електромагнетно озрачување, али во непосредната околина се губи на нула. Нема норми, нема на колку метра, нема ништо. Го викиме вештако на суд, викаш 100 евра да ми платат, че ќе дојдам на суд. Абе тоа не знам, веќе не веруваме ни у држава, ни у правна држава, ни у ништо. Денеска па имах случај. Влеват, викам дека ќе ојте, ама мора да уклучиме некој тоа. Абе, вие имате забранено влез.
Утка јас им забраних судијка да донесе дека не смеат во приватен имот да влеват. И они пак си влеват. И што треба јас да земам да и тепам? Па види, не е лоша идеја. Со метла. Не, секако. Потполно ве Ете разбирам. днеска викам, ај се пак ќе и врнам. Утре се бајле 15 за 7 додека станам, ќе биме исклучени од струјата. Па треба да одам на суд, времена мерка да ме уклучуват, они не идат на суд. Абе, тоа е, не знам. Сека да се обратих у Македонија. На Груевски 2 пати лично во Ландо, ако беше му кажат. Ке се реше случајо. Обратих се до антикорупцијска. Сека се обратих, нема одговор. Ама ја се се молче. Значи, ние треба, не знам, сами да се браниме. Собствена светиња. Или да го откупат тоа дворно место, да го задвидат, да го изолират, да знам дека пола дворе не е мој, ни не, нека влеват откаде улица. Ништо. Они се собственици, морам, кој ќе ми звонат, кој ќе ме викнат, ако не станам да им отворам, ако имат дефект вечерта, ќе си рипнат преко ограда и ќе си влезат. И се што ќе остават осигурачи... А да си купиш еден шарпланинец, од поголемите? Обавезно, што тоа ми преостанаве. Од двете страни да го врзам и така. Само тоа. Што да ти кажам друго? Ајде, пријатно, лека ноќ. Добро, тука и некаде крајот на денешното издание. Одиме суште да довршиме со овие гледачи кои се јавија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, господјо. Да кажам први фала на тој господинот што правно објасни како треба да се жалиме. Меѓутоа, ние само знаеме овде да јадеме бурек, не знаеме никогаш да го одбереме правото место. Сега, првин ќе кажам дека сум редовен плаќач, немам проблеми со Евана за сега никакви. Се извинувам секунда. Режија, исклучете интерниот микрофон. Благодарам. Повелете, господјо, и проштевајте. Нема проблем. Сега, сакам едно прашање да поставам. Јас се соживувам со тие луѓе што не можат да си платат електрична енергија. Меѓутоа, кога ќе побараме во банка кредит и ако не го вратиме, што се случува? Доаѓаат извршители, ни собираат. Така да, треба и на нас граѓаните да ни биде јасно дека сето тоа што ќе го потрошиме, треба да го платиме. Еве го самопослуга во маркетиве кој ќе отидете на кредитна картица. Све доаѓа на наплата, господине Јанко. Ако не се плати, следува санкција. Господјо, малце ја извртувате тезата. Ние еден вечер во што се јави, не беше проблемот дека не сакаат да платат сметки. Значи, се работи за двојни сметки. Се работи за застарени сметки пред 10 години, кои законот, еве како што велат правнициве, што се јавија, не може да те ги наплати бидејќи нема. А некогаш не е тоа намерно или ненамерно, понекогаш се случува. И моите родители, не знам, заборавиле некоја сметка. Ја не сум должен да ја платам таа сметка. Дали ме разбирате? Да. Значи, ние збориме за редовно плаќање на сметки, воопшто не станува збор. Па ја би бил луд, ке угаснам емисијава, ако во емисијава вие укапиравте од било кое дека ние ги поддржуваме тие што не можат да платат. Напротив, дури и тие што не можат да платат, не ги поддржувам. Значи, ние збориме за неправда, збориме за бирократски грешки. Јас затоа ви благодарам за јавувањето, господјо, и нема да се согласам со вашава констатација, бидејќи збориме за бирократија, збориме за грешки од една или од друга страна и како да се реагира, како да се надминат. Ја дури по цена на не знам, на рейтинг, на имање на емисија, никогаш нема да повикам на неплаќање сметка. Бидејќи пред се прво мислам, мој став е дека лојален граѓанин на една држава е оној што си ги надмирува обврските спрема државата. Крај. Значи, она што му е долг да го плати. Само така може да функционира оваа држава, никако поинако. Ние овде збориме за исклучаци. За жал, ги имаше многу, ги слушнавме.
а тоа се некои застарени сметки, па кои се вадат како нови, па треба, не треба и така натаму и така натаму. Евано нам ни дистрибуира струја, ние треба да си ја плаќаме таа струја. Овде збориме за исклучоци, не збориме за пракса која е, а тоа е плаќање на сметките. Не станува воопшто збор. И ниту еден гледач не рече, ја не треба да плаќам струја. Тој има по овие селава, кај што цели, па ние немаме, затоа и не плаќаме и така натаму, па ева на мака мачи да наплати. Ели, за жал, така функционираат делови од оваа држава. Добро, тука и крајот на денешното издание. Почитувани гледачи, мислам, до 5 са бајле да продолжиме, веќе ни е јасна тезата, јасни ни се проблемите. Што се однесува до решенијата на солуциите, имавте гледач, па и некои други гледачи кои се јавија. Пушти тоа за снимање, друже. Режни го тоа. Солуција како да постапите во, ако се чувствувате обесправени или по некоја грешка, намерна или ненамерна, ви се нанесе некоја неправда. Особено секогаш кој има промена на систем на сметки, се случуваат вакви работи. Работата е, нели, како да се заштитиме, не сме толку богати за да можеме да си дозволиме и судови, и трошоци и така натаму и така натаму. Правдата, еве, ќе се согласам со гледачот што рече, да не ве оставам и јас даун, дека оваа држава и незиниот правен систем функционираат, во тоа искрено веруваме, бидејќи едноставно другата опција е ужас. Така да се што е, ја мислам дека може да се најде правен лек и начин, иако на моменти, еве како што звучат, луѓето се наоѓаат во вистинска апореја. Ја ви посакувам пријатна и лека ноќ. Ќе завршиме тука емисијата, без да ви ја пуштам турската 9-та симфонија Чанче Нане, Чанче Нане. Ствари, ќе морам да ја пуштам затоа што не ја слушнаа сите. Нели? Ајде уште еднаш од нова. Турскиот филм со некоја поента. Лека ноќ од мене. Дај го. Simonlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Yitirdim yarimi, aman aranıyorum. Ne çalıyorsun? Türkü. Ne türküsü? Halk türküsü. Yasak. Öyle şaklı gibi yerde oturup da türkü çalıp söylemek yasak. Bundan sonra batılı bestekaları çalacağız. Şunları çalacağız. Giuseppe Verdi. Franz, Suatit, Berndt. Frank Derrick Kopin. Hinchhand, Banger. Jomeles, Var, Mis. Horayer, Inter, Jink. Tinchen, Hanhunk. Holz, Sal. Antonin Aurrak. Kostel, Westherhel. Jean Spatin Boş. Johan, Mastan, Swan. Böyle köylü gibi türkü nerede söylüyorsunuz? Siz köylü müsünüz? Batılı olacağız. Çağdaş olacağız. Modern olacağız. Mutlu olacağız. Resmi olarak mutlu olmanı söylüyorum. Niye mutlu değilsin?
Mutlu ol bakayım. Mutlu ol kardeş. Mutlu ol. Bekliyorum. Mutlu ol. Ol. İsyan mı ediyorsun lan devlete karşı? Bak oğlum. Mutlu ol mutlu. Hi yap bize bakalım. Niye mutsuz bakıyorsun? Mutlu ol diyorum sana kardeşim. Mutlu ol. Mutlu ol. Batırı söyle ya. Mozart. Kap çalınacak. Ama Mozart çalınacak. Onu da çalarız. Bence bu Batı değil. Mozart'ın 40. senfonisi. Sazla Batı olur mu lan? Ludwig von Beethoven çalacaksın. Olur. Kalenin bedelleri de kalenin bedelleri, koy verin gidenleri de koy verin gidenleri. Hop hop şinanay şinanay yavrum şinanay yavrum şinanay bay. Lay 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 lay. Eğer kapsa benim niye bu hoşuma gidiyor? Bu garp mı lan? Beethoven'ın 9. senfonisi bu. Kalenin bedelleri de kalenin bedelleri, koy verin gidenleri. Beethoven böyle güzel mi lan?